Ајде, добро утро на сите. Моментално е 8:30 часот на Сабајле и денеска одиме рано изутрина со Никола Боемот на водно, али на врвот, значи не на средно, да се разбереме. Ај кажем денеска кај одиме. Идам со Попович, со Алтан дете. На водно идеме. Живееме инфлуенсерски живот, а брат? Кажи. Да се life coach и fitness guru. Сид. I'm here with my friends in the mountains. Има една вистина, има една вистина, Имај, а вистина. има една вистина, Има една една вистина, вистина. окей, има една Македонија. Има една вистина, има една Македонија. You must say now. Има една Вистина, вистина. има една Има една Македонија. Македонија. Има една Оде шеќе умрам тука. И позади нив. Ми ја голтаат прашината, а ја како најдобар спортист идам прв. Ајде Никола Боем, кај сме? Стигнавме на пола. Не Имаме еден познат инфлуенсер, градинарот.mk. Градинарот ела вамо Ајде, English to say that. на Попович, ставите му subscribe. и нека градот поише. Дечки, ние пристигнавме на врвот. Како беше реченицата, брат? Сега си пијам кафенце. Тежок. Писи каве, Не а тоа, азото не само тоа. ќе се дојде. Тежок е патот до врвот. Патот до врвот е Ма тежок, кога но ќе погледот таму не е убав. Погледот е најубав, Па еве се спуштивме од водно, завршивме утринската рутина со Боемот, градинарот и тој братот од Шведска, така да голем поздрав до нив. Денеска снимаме видео каде што инфлуенсерите, македонските инфлуенсери, ми одлучуваат што ќе јадам во текот на денот, односно доручек, ручек, ужина и вечера, така да имаме 4 инфлуенсери. Останете до крајот на ова видео да видите кои се тие и да видиме што ќе јадам, во кои ресторани ќе јадам и кои ресторани ќе ми ги препорачаат. Така да дечки, идеме јако и да видиме со што ќе го наполнам денеска овој меф тука вака да стане уп, или двопек или сикспек. Мораме прво да одиме до студио, камерманот мој Јордановски да земе нешто, така да оттаму ви се јавуваме. Значи, дечки, сега ќе му се јавиме над Тоше Зафиров, дојдовме тука до студиото кај што работи братот Јордановски, односно мојот камерман моментално на ова видео, така да пошто јас сум, сега да не се соблакам тука. Фит момак, морам за доручек да му се јавам над Тоше Зафиров, пошто реално ако тој не ми даде некој healthy food, никој, така. Така да видиме дали ќе ми се јави на видео кол на Инстаграм. Дојди камерман, дојди сега. Тоде Зафиров. Ај. Тоше има сеќање, а? Тоше не се јавува. Значи ништо, Тоше, ќе почекаме 2-3 минути, ќе му пишам сега да ми се јави. Сега Тоше Зафиров по тебе инфлуенсер? Тоше е 600.000 followers. Али да, за healthy оброк морам на Тоше да му се јавам, па ќе видите на колку ќе му звонам за ручек. Ајде ми звони Тоше. Еве ни се јави конечно Тоше Зафиров. Како си, брату? Другарче, ти как сте? Добре, еве, денеска снимаме видео, инфлуенсерите, односно сега те одбрав тебе, пошто јас сакам да станам како тебе фит момак, ме разбираш, да ми кажеш што треба денес ја да доручкувам. Јас сум од аеродром, така да гледа не од Ѓорче нешто. А ти сакаш чека во ресторан да јадиш нешто? Значи ти што ќе кажеш тоа, али препорака да е хелти. Ако е healthy fitness house. Знаем дека ќе кажеш да. Океј, фитнес хаус што да јадам. Мора точно ми кажеш. Па добро, ајде, значи сакаш да видиш фит, чикен, бел ориз и броколи. Оу, ове тоа брокула не јадам јас. Добро, зелена салата, друго нешто што? Има добро го прават они, бел ориз, бело месо и салата некоја. Ќе ме најде мене тоа? Ја вака голем дечко сум. Па не треба да те најде, треба да задоволиш Треба тоа што да, треба да сум фит момак уствари. Добро, океј. Еве, поздрави ги моите фанови. Треба да си фит. Поздрави ги моите фанови. Поздрав најголем до твоите фанови и браво за тоа што го работиш, е стварно добро и верувам дека едно ден она што е твое ќе го заслужиш. Фала Ќе ти се Тоше, трудиш. брату. Здрав жив да си, ми ете Истина. совет од веќе успешен човек. Е нешто заедничко некој. Скоро време ајде. Ај пишете у коментари што да правиме ја и Тоше, а? Дали некој надпревар у град, склекови нешто, а? Ваш. Убав ден да имаш, ти посакувам и се слушаме за видео. Обавезно. Ајде, Чао, поздрав, чао. чао, фала ти. Така, да идеме према фитнес хаус, значи, Еј, уствари, колку брендови ги се добијат гратис реклама ова видео? Еве, дечки, моментално се патуваме према фитнес хаус со моето Ферари, кој сака кругче, нека ми пише слободно DM. Види го, бајо. Еве сме дечки на локација, лагаме во фитнес хаус, да јадеме малце healthy food и конечно да го добијам тој посакуван сикспек. Се шалам. Одеме сега да нарачаме ориз со стек и зелена салата. Ориз стек, марула само. Сега чекаме јадење да видиме што вика тоа оризот. Препоракот Тоше Зафиров. Кој е Тоше Зафиров за тело да го слушам? Реално. Нека дојде да не едеме, ајде. Ајде Тоше, дојде. Ајде. Вака му правам на Тоше Зафиров, бе. Нема. Разбираш, нема. Кола ме оставив тука надвор, валја нема да ми ја земе пајак. Ајде да ми ја земе пајак, ќе му се јавам на Таско, да му се јави на пајак да ми ја врати.
зелена салата, одличен поедок. Ќе видите на кој ќе сеам за кратко. Знаеш што? 100% ваму кујна. Келнерка ми рекла ако не снимат на YouTube, направи го подобро жити се. Океј, искрено, али ништо спет. Ова е најдобро од се. Жими. Следниот инфлуенсер се кладам дека ќе ми даде спротивно од ова нешто 100%. А за кратко ќе да знаете кој е таа. Шала на страна, секој е врв, одлично. Сега оризов што нема никакви зачини, али тоа е, баравме хелти. Хелти добивме, така ли е, камерман? Се најадовме искрено, али 590 денари ова. Реално пишете коментари дали ова вреди 590 денари. Само зелената салата, значи само марула, е 260, а оризот и стегот се вкупно 330. Пишете во коментари дали ова вреди толку, ќе осам на вас. Па дојде време и за ручек, така да. Кој е следниот инфлуенсер? Ова е дури инфлуенсерче, значи помалецко, али срце ми е. Сега ќе му звониме на Нине, детето од рекламите. Моли да видиме Нине што ќе ми дае да јадам за ручек. Реков спротивно, тоа ќе ми дае нешто здраво, Нине, ќе видиме дали ќе дае нешто здраво. Му звониме на Нине. Риче, чумаме. Здраво? Кај си бе, срце моје убаво? Еве, Добар ли си? да. Поздрави ги фановите. Здраво, дечки. Нине, знаеш ли што правиме денеска? Не. Денеска ти треба мене ми кажеш што да јадам за ручек, по твоја желба. Чорбазиски сомот од Калешанге. Од кај лешанга? Леле, знае дека ќе ми кажува. Што чорбаџиски? Да. И што е тоа бе, Нине? Еден специјален сендвич. Специјален сендвич. Ама што имам натре да знам што ќе јадам? Има плескавица, Добро, плескавица. кајмак има, Добро. овако каша Срце. кашова. Баклижани и свински врат. Значи патлиџани и свински врат, така? Да. И застарена со сокчето пепси. И пепси да пијам? Да. Ама може ли зеро барем, неисхрана сум? Да. Така ти. Значи дечки, еве, Нине не вика да ме чорбаџиски од Калешанга, така да наредниот кадар е од Калешанга, значи ново отворената сендвичара во аеродром, така да идеме да нарачаме, што кажа? Чорбаџиски. Вчера вработената, ја и Нине седевме тука, детето од рекламите, и тој сика Никола, јас сикам Никола. И таа ми вика, Никола, срце, дојди. И ја тргнав и ми вика, не на тебе. И се разочарав, сега ќе идам да импресионирам. Се шалам. Нине ми каже да јадам од тука чорбаџиски. Ево го и Буцо. Буцо, ќе ми спремиш? Чорбаџиски? Па само без кромит. Не подпечен, домат, свеж. Да, свеж. Јас сум свеж дечко, не сум подпечен. За колку време ќе биде од прилика? За колку време ќе биде за господинот? Јас со врски сум тука. Не, ја почнав сум чорбаџија и затоа Нине тоа ми кажа. Ја не сум волт. Јас сум вол, не сум волт. Без стап. Ајде насмеј се. Фановите те запознаат. Ќе барат слика со тебе после? Чорбаџи готов е сендвичот повеќе. Готово е. Па ни 2 минути не сме тука. Еве гледаш Саатов. Фала ти многу. Че само ја треба да платам. Гледаш, ја треба да платам. Ти текнува, ја заборив. Не. Држи. Значи тоа е фората на видеото, си плаќам све, нема сега. Ако е такив фитнес хаус требаше да ме частат. Не им текнува на нив. Че само да го снимиме ово, да го фатиме. Како нас сум taste nature, како си га. Алачки. Алачки се мириса, сака да кажа. Погледнете го ова. Искрено, Нине од мене има уште еден хамбургер, пошто ми го даде ова да го јадам, види. А Тоше Зафиров сите хейт, сите ел за Тоше Зафиров у чат. Да, да пробам. Ама спој ми го. Ајде, бе. Ама гледи сега, прв пат вака ми го прават сочно, намерно за на видео. Буцо, паметен си ти. Прв пат волку сочно, само ради видеото. Ве знам јас вас, ве знам. Се шалам, се шалам. Нине ми нарачи и пепси, али зеро. Зеро, да, по можност, пошто јас сум фит момак и не ќе ме се здебелам. Ала ви, чорбаџике, крв да ми се стори. Субскрајбери. Ајде, отвори го. Да, субскрајбер да ми се стори. Дечки, хамбургер беше толку голем што моравме го поделиме и ние смортаци и све си делиме, па макар и храната. Така да, се гледаме на заедисонце, а веќе е, нема врска, со мојата ужина. Дали тоа случајно најдов инфлуенсер од Македонија? Тоа не било како. Марија Рангеловска. Ај сега кажи, ау, може? Кажи. Кажи ти ја што да ужинам денес. Ајде една вафла од Дион. Вафла од Дион. Значи идеме вафла да јадеме. Кафе да пием. Ајде, од Дион, ајде, и вафла и кафе и све. Ајде. Ајде. Каква вафла? Не потенцираше. Bueno. Киндер Bueno со сладолед. Со сладолед? И не се смеju позадиналите. Ни пристигна јадењето, значи погледнете оваа преубава Kinder Bueno вафла. Видете ова колку е сочно. Мари, оценка? На ова хамбургерот? Од 1 до 10. Сними на мене. Ова? 0-10. Не, ти си 10.
Се најадовме конечно со благо. Новчаникот Шворц, али тоа е тоа, све за вас, дечки, така да донирате, а нема никај да ми донирате. Спонзори, спонзори. Не, спонзори нека се јава, жити се, дај да правиме реклами, ај. Да вршуваме кај Ацика. Доста Ацика веќе не е интересен. Сега сме на плоштад, на наредниот инфлуенсер што му звониме, може да ми каже далеку да јадеме, пошто тој далеку живее, у хиподром живее, мислам. Значи, му звониме на овој дечко тука, издет Никола. Ајде, му звониме на Ниџо да видиме тој што ќе ми даде да јадам јас за вечера. Ниџо не се јавува, фамилиарен човек, он може и спие. Еве го бе, ми се јави. Ало? Кај си бе издат Никола? Еве брату Струга. А око Струга нема друга. Да бе, имав некој настан тука за пивара, некој стендап и фамилиарно сум. Ај прво да ги поздравиш моите фанови, вака тука те гледа цела Македонија. Да. Ајде, поздрав до твоите фанови. Кажи поздрав до фановите на Поповиќ. Тие се и твои и мои. Слушај, поздрав до фановите на Поповиќ Никола. Така, па пишете ви у коментари кој е Поповиќ Никола, ја или он. Треба да ми кажеш од кај да јадам у Скопјево твоја препорака. Кај да јадеш? Да, точно што од менито. Точно што од менито. И сега што ми доаѓа нешто вака на ум, или да јадеш од Домино бургер пица, или у Софра да идеш у хиподром да... Не. Ви реков дека у хиподром ќе ми кажат да јадам. За жал открив кај живееш, али не знам која зграда си, директно. Бургер пица од Доминос. Бургер пица од Доминос. Ако немаш пробано, да. Готово. Пробај па ќе ми кажеш дали ти се свија. Да не е 5000 денари тоа, па сега да ме ушуриш тука, да е поскапа пицата него Камерманов. Кај ле ти е па и ти на таа пара. Така на таа пара. Кога ќе отидеш кажи на моја сметка, ама плати ти. Аха. Ти дам ја пари. Значи ја частам, ти плаќаш, така? Да. Тој муабет. Готово. Готово, брат, фала ти многу. Убаво си поминеш и звони кога ќе се вратиш. Готово се слуша. Ќе очекувате многу јак рил. Ајде брат, поздрав, се гледаме, чао. Така да одиме во Доминос да јадеме бургер пица, јаве, што све не измисли ове, бургер пица? Влеговме во Ферарито, али овој пат не сум со Јордановски, туку сум со Максим. Вечерта сме со Максим заедно. Со главниот, значи. Со главниот, кој е поглавен, ти или Јордановски? Ајде драмасун. Какво е тоа прашање вака? Да? Какво е тоа прашање, Јордановски? Ќе пишете вие сами во коментари, ја нити се љутам, нити ништо, ќе пресудат коментарите и сам знаеш кој ќе биде главен. Ајде, јас ќе ставам еден коментар Максим, еден Јордановски, кој има поише лајкови, тој е пајак. Може така? Идеме некај Доминос да јадеме бургер, пица. Еве нашата пица од Доминос, само што дојдовме ни седна на маса единствена која што имат во локалот. Ете, гледате, човекот што пие пиво. Така да немаме късмет, али да имаме што ни дал издет Никола. Океј. Искрено, само ова бургер сосов сосеќе и ништо друго. Така да ви да пробате? Ајде. Доста ви е. Ќе слободи, ајде. Сабањето јадев ориз, стек и марула, за ручек јадевме чорбаџиски од Кале Шангел, за ужина вафла Kinder Bueno и за вечера пица. Израчунете у коментари колку калории сум внел денес во мене. Кој погоди точно колку калории има у сето ова, 50 врат мен има. Како што гледате, дечки, пицата ја нема више, сега можам да кажам финал оценка, значи 7 од 10. Мислам дека беше доста за денеска, така да за 1500 денари, реално во Скопје може да се јаде квалитетна храна, здрава и нездрава. Ставете лайк обавезно на ова видео, значи да видам дека сакате вакви видеа да снимам уште поише. Субскрајб, до лето идеме 10к субскрајбери. Фоловнете ме вака тука на Инстаграм. Еве вака тука и Максим, фоловнете го Маки Смолс, ако заборам да го пишам. И морам да ставам крај на ова видео за видео да немам потреба да го катнувам многу и да не трае 25 минути. Ај чао.